Ги следите регионалните вести. Со подготвените содржини започнуваме веднаш. Метеоропатите соочени со проблеми во здравјето поради променливото време. Биометеоролошката прогноза за деновиве предвидува главоболки и општа слабост. Променливото време деновиве им донесе проблеми со здравјето на метеоропатите. Според биометеоролошката прогноза, лицата кои се чувствителни на временските промени, овој период мака ќе мачат со главоболки, слаби болки во грбот и рацете, ќе чувствуваат општа слабост и чувство на тежина во главата. Здравствените тегоби кај метеоропатите се последица на облачното, врнежливо и променливо време. Од управата за хидрометеоролошки работи посочуваат дека овие денови не очекува променливо време. Во текот на денешниот ден во земјава преовладува облачно време и посвежо, а во предпладневните часови имаше слаб локален дожд, а на повисоките места и планините слаб снег повеќе во западните и северните делови од земјава. Дуваше слаб ветер претежно од источен и југоисточен правец. И до крајот на денот времето ќе биде облачно со слаб југоисточен ветер. Денеска највисоката температура на воздухот ќе се движи во интервалот од 5 до 11 степени. И во Тетово, како и во поширокиот полошки регион, до крајот на денот времето ќе биде претежно облачно со слаб ветер од источен правец. Највисоката температура на воздухот се очекува да достигне 2 степен. Утре времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и малку потопло со слаб југоисточен ветер. Кон крајот на денот и во текот на ноќта облачноста ќе се намалува. Утре утринските температури ќе се движат од -2 до 4, а дневната од 6 до 12 степени. Во Тетово, како и во поширокиот полошки регион, утре времето ќе биде променливо облачно, малку потопло со сончеви периоди, ќе дува слаб ветер од источен правец. Утринската температура во Тетово се очекува да се спушти до 3 степени, а дневната да достигне до 10 степен. И во наредните денови ќе биде стабилно и сухо, освен во петок попладне, кога во југозападните делови ќе има услови за развој на конвективна облачност со локален дожд. Утринските температури понатаму ќе се задржат околу нулата, а дневните ќе бидат во постепен пораст. Доволно сон, правилна исхрана, внесување на течности и престој во природа за адаптација на телото на временските прилики се советите кои делумно им ги ублажуваат здравствените проблеми на метеоропатите предизвикани од времето. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Кражба на дел од сигнализација на пруга пријавил вработен во македонски железници. Полицискиот билтен бележи 2 сообраќајни незгоди. 57 годишен гостиварец вработен во македонски железници вчера наутро пријавил дека помеѓу 14 и 15 овој месец засега непознати сторители извршиле кражба на дел од сигнализацијата, поставена на пругата на излезот од Гостивар кон Тетово. Станува збор за 2 така наречени пригушници, од кои најпрво ги извадиле металните капаци, а потоа користејќи соодветни алатки ги демонтирале и одзеле. Со одземените пригушници, во кои имало бакарни и други елементи, незабележани од никого, го напуштиле местото, причинувајќи вкупна материјална штета која се проценува на 180.000 денари. Извршене увити се преземаат мерки и активности за откривање на сторителите и целосно расветлување на сите поединости поврзани со пријавената кражба. Полицискиот билтен бележи и 2 сообраќајни незгоди. Според СВР Тетово денеска наутро околу 4 часот и 50 минути патничко возило БМВ со гостиварски регистарски таблици, што го управувал 32 годишен чигранец, загубило контрола и удрило во дрвен електричен столб, кој паднал на коловозот и оштетил еден локал во непосредна близина. Од удирањето во столбот, возачот кој бил сам во возилото задобил тешки телесни повреди, фрактура на левата нога и со друго возило бил пренесен во гостиварската болница, од каде по укажаната лекарска помош итно е префрлен на скопските клиники. По извршениот увид се утврдува причината за излетувањето и се друго.
Од полицијата информираат дека вчера околу 6 часот на кружниот тек на булеварот Маршал Тито во Тетово се случила сообраќајна незгода со учество на две патнички возила. Сузуки седан со тетовски таблици управувано од 23 годишникот Тетово и БМВ исто така со тетовски таблици, што го управувал 21 годишен тетовец. Двајцата возачи и 5 сопатници од возилата учесници во несреќата на возраст од 24 до 29 години добиле телесни повреди и по укажаната помош во Тетовската клиничка болница пуштени се на домашно лекување. Причина за несреќата е неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење, додека материјалната штета се проценува на 50.000 денари. Полицијата вчера контролираше возила што вршат јавен превоз на ученици со цел пронаоѓање огнено или ладно оружје, боксирачи или палки. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово вчера наутро спровеле акцијски контроли во Тетово и во Гостивар, со кои биле опфатени вкупно 3 автобуси, исто толку минибуси и 37 комбиња, што вршат јавен превоз на ученици, а со цел пронаоѓање на предмети или недозволени средства наменети за вршење кривични дела или прекршоци, огнено или ладно оружје, метални боксирачи, палки и друго. Во двете акции не се пронајдени вакви предмети, но во Гостиварската констатирани се 12 други видови прекршоци. Во 10 возила имало претовар, истечена регистрација, возач почетник и неносење возачка дозвола. Констатираните прекршоци заокружени се со соодветни платни налози и возачите ќе се соочат со законски предвидените глоби. Вакви и слични активности ќе следат и во наредниот период, со цел однапред да се превенираат можните прекршоци или кривични дела, во кои би се користеле споменатите предмети или средства. Инаку и покрај континуираните контролни активности и секојдневното откривање и санкционирање на различните видови сообраќајни прекршоци на пошироките полошки простори, некои собственици пред се на патнички моторни возила, на стаклата од возилата и натаму ставаат, односно вградуваат неатестирани фолии, што е спротивно на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Вградувањето на ваквите фолии најчесто го практикуваат млади, најверојатно поттикнати од некакво локално квази помодарство, а неретко и за други цели со незаконска заднина, вели портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Согледувајќи ги овие состојби, секторот за внатрешни работи Тетово повторно ги подсетува собствениците на моторни возила дека вградувањето неатестирани фолии е законски прекршок, зашто е предвидена глоба од 300 евра во денарска противредност. За правните лица глобата е далеку поголема и изнесува 2000 евра и плюс 600 евра во денарска противредност за одговорното лице. Минатата година, например, на Тетовското подрачје откриени и соодветно санкционирани се 47 фолии прекршоци, а на Гостиварското 38 прекршоци. Во првите 2 месеца во Тетово преземени се 44 мерки и во Гостивар 26 мерки кои се однесуваат на неатестирани фолии. Средношколците од медицинското училиште во Гостивар беа во посета на општината, каде одблиску се запознаа со работата на оваа институција. Со нив разговараше градоначалникот Невзат Бејта. Гостиварската локална самоуправа започнува серија средби со средношколците од училиштата во Гостивар, со цел да ги запознае со функционирањето на институцијата. Денес во посета на општината беше првата група од 60 на ученици од средното медицинско училиште. Нивен домаќин беше градоначалникот Невзат Бејта. Целта да ги информираме учениците за улогата на градоначалникот, на општината и да бидат информирани учениците како функционира општината, дека еден ден некој од нив може да дојде на чело на општината, дека е јавна установа и им служи на сите граѓани и тие треба се што имат во својот град да ги чуват, пошто тоа треба да го наследат тие, нивните наследници и да ги чуват и само вака ми може да одиме напред. Средбите со учениците ќе продолжат и во текот на наредните денови. Предвидено е општината да ја посетат ученици од прва година од сите јавни средни училишта во Гостивар. Доколку има интерес и од останатите средношколци, и за нив ќе биде овозможено одблиску да се запознаат со работата на општината. Ако барат и другите ученици од второ, трето и четврто може да дојдат
и да се запознат со зградата на општината Гостивар и за сите јавни установи што ги имаме ние во нашиот град. Откако го проследија излагањето на општинарите, учениците добија можност да поставуваат прашања и да дебатираат. На подрачјето на општина Гостивар има 4 јавни средни училишта и 1 приватен коледж. Од почетокот на годинава почна да тече рокот за обнова на документацијата за остварување на правото на детски посебен и родителски паричен додаток. Рокот трае до 31 март. Сите корисници на детски додаток, посебен додаток и родителски додаток за трето и четврто дете имаат обврска да направат годишна обнова на документацијата за продолжување на правото на соодветниот паричен надоместок. Од почетокот на годинава почна да тече рокот и ќе трае до 31 март. Како што не информира раководителот на Оделението за детска заштита при Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово Абуш Бајрами, се уште постојат корисници кои од некои причини обновата на документацијата ја прават во последниот ден или по завршувањето на рокот. Доколку барањето за продолжување на правото за детски додаток е поднесено после рокот, барателот ќе се стекне со продолжување, односно користење на правото првиот ден на наредниот месец, од месецот во кој е поднесено барањето за продолжување на правото, односно ќе го загуби правото за ретроградно исплаќање на надоместокот од почетокот на годината. За да не дојде до ова, од Оделението за детска заштита апелираат граѓаните навреме да ја завршат обврската и да ги подигнат изготвените формулари, да ги пополнат и навреме да ги достават. Инаку за месец февруари оваа година детски додаток ќе се исплати на околу 360 кориснички семејства од Тетовско. Висината на паричниот надоместок за дете до 15 години е 744 денари, а за средношколец 1180 денари. Како што не информира од Оделението за детска заштита, бројот на корисници секоја година опаѓа, па така ако лани имало 500 до 600 кориснички семејства, годинава најверојатно бројката ќе достигне до 400. Причината се должи на фактот што условот за добивање на овој паричен надоместок е приходот по член на семејство да не е над 2500 денари, што не соодействува со постепеното зголемување на минималната и просечната плата. 585 кориснички семејства од Тетовско за месец февруари ќе добијат посебен додаток во висина од околу 4400 денари. Со законските измени за 25% поголем износ добиваат семејствата кои истовремено се и приматели на социјална помош, а ги има околу 30. За 50% е зголемен износот на самохраните родители кои имаат дете со посебни потреби, а во Тетовско исто така ги има околу 30. Родителски додаток за трето дете во висина од околу 8400 денари за месец февруари ќе биде исплатен на 2426 семејства во Тетовско, а родителски додаток за четврто дете во висина од околу 11700 денари за месец февруари ќе биде исплатен на 73 семејства во Тетовско. Локалната самоуправа и надлежните државни органи не посветуваат потребно внимание кон одбележување на историските настани и личности, поврзани со народно-ослободителната борба. Ова е дел од усвоениот извештај на втората седница на Собранието, која ја одржа Општинската организација на Сојузот на борци Тетово. Ниту локалната самоуправа, ниту државните органи не посветуваат потребно внимание кон одбележување на историски настани и личности поврзани со НОБ. Стои во најновиот извештај на Општинската организација на Сојузот на борци Тетово, усвоен на втората седница на Собранието на ова здружение. Во извештајот се посочува дека е несфатлив односот на општина Тетово кон придобивките од антифашистичката војна. Македонскиот народ имаше огромен придонес во НОБ, што ја плати со над 24.000 жртви, меѓу кои 360 од Тетово и Тетовско, се наведува во извештајот. Локалната самоуправа е должна да биде носител при одбележување на државни и локални празници и е должна да преземе мерки, со кои ќе им се даде свечен карактер, се вели во извештајот. Борците забележуваат дека во учебниците по историја малку е застапена народно-ослободителната борба и антифашистичката војна. Те искажуваат загриженост и за чување и одржување на спомен обележјата на НОБ, но и за спомен бистите на хероите Тодор Циповски, Мерџан и Џоце Стојчевски Амбарче, кои се уште не се вратени на градскиот плоштад. Сојузот на борци Тетово во сабота на 19 март со почеток во 11 часот во спомен куќата на Два Бреста ќе одбележи годишнината од формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија.
Уставниот суд на денешната седница со мнозинство гласови донесе одлука за укинување на законот за изменување и дополнување на законот за помилување од 2009 година, со кој му се забрануваше на председателот на државата да помилува за кривични дела поврзани со изборен криминал, педофилија, силување, дрога, тероризам. Оваа одлука ќе стапи во сила по објавувањето во службен весник. Во наредниот период одлуката ќе биде објавена и на веб страницата на Уставниот суд. Деталното образложение за одлуката како што додаваат од судот ќе биде достапно и за правната фела и за сите заинтересирани да ги видат уставните аргументи за укинувањето на предметниот закон од 2009 година. Најмалку 16 лица загинаа, околу 26 се ранети во експлозија на автобус кој превезувал службеници во пакистанскиот град Пешавар. Се претпоставува дека кон автобусот била приклучена 4 килограмска рачно изработена бомба. Бомбата експлодирала во трговскиот кварт Садар во момент кога во автобусот се качувале државни службеници кои требало да бидат однесени до нивните работни места. Турската полиција уопси 20 лица, вклучувајќи неколкумина адвокати, во низа рации во Истанбул, чија цел се припадници на Курдската работничка партија. Антитерористички полициски акции со поддршка на хеликоптери истовремено се спроведени во 32 места ширум градот. Рациите следија откако судилите меѓу турските безбедносни сили и Курдската работничка партија се проширија на нови подрачја во југоисточна Турција, а по самоубиствениот напад во Анкара во кој загинаа 37 лица. Вчера во попладневните часови почна белгиско-француската антитерористичка акција во областа Форест, со претрес во куќа во која се криеле еден или повеќе осомничени. Во престрелката биле повредени 4 полицајци и беше убиен маж осомничен за поврзаност со џихадистичкото движење. Рацијата ја спроведува белгиските и француските полицајци, а белгиската полиција објави фоторобот на мажот што за време на вчерашната операција за борба против тероризмот рани 4 полицајци, меѓу кои еден француски. Портпаролот на обвинителството вчера потврди дека убиениот не е Салах Абделсилам, главниот осомничен за терористичките напади во главниот град на Франција. Републиканецот Доналд Трамп и демократот Хилари Клинтон победија на партиските избори во Флорида во еден од најтешките денови на гласањето за кандидати за трката за иден председател на САД. Екс-државниот секретар Клинтон го победила нејзиниот ривал Берни Сандерс во Северна Каролина и Охајо. Милиардерот Трамп пак извојува лесна победа над Марко Рубио во Флорида, со што обезбеди 99 делегати за партиската конвенција во јули годинава. Трамп победи и во Северна Каролина и Илиноис. Американски студент во Северна Кореја е осуден на 15 години принудна работа откако тој наводно се обидел да украде пропаганден постер од својот хотел во Пјонгјанг. Студентот на Универзитетот во Вирџинија Ото Фридрих Вармбер беше уапсен на 2 февруари додека изведувал непријателски акт против Демократската народна република Кореја. Објави нешто подоцна во јануари Севернокорејската државна новинска агенција. Денес имавме умерено облачно време наместа со врнежи од слаб дожд. Утринските температури се движеа од 0 до 4 степени, а дневните од 6 до 12 степени. Утре не очекува променливо облачно време. Утринските температури ќе се движат од 0 до 3 степени, а дневните од 5 до 12 степени. Тука е крајот на денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.